Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. До пред 2 дена сите во државата мислеа дека од утре, од април, веќе ќе почне пописот во државата, таа долго очекувана статистичка операција, која во Северна Македонија не е направена 20 години, но како што веќе јавноста знае, после лидерската средба на Мицкоски и Заев, таа статистичка операција се одложи повторно со политички договор и сега според она што го имаме како информација, со тоа отприлика се согласуваат и останатите поголеми политички партии, некои не се согласуваат, па ќе видиме како ќе заврши таа цела работа, бидејќи сега процедурата треба да заврши во собрание, каде треба да се донесат измените на законот за попис, за истиот да биде одложен во септември. Ова е една од нашите главни теми вечерва за кои ќе зборуваме. Ќе зборуваме секако и за вакцините, за пандемијата, за масовното вакцинирање на македонските граѓани во Србија, дали е исправно или не, бидејќи има и такви дилеми. А тука во студиото имаме двајца поранешни пратеници, тоа се Драган Данев и Павле Богоевски. Добра вечер. И го имаме колегата Насер Салмани, новинар и поранешен претседател на ЗНМ. Добра вечер на сите. Господине Данев, да почнеме со вас. Не сте дошла одамна кај нас, ми се чини, периодов, ве нема многу во јавноста, веројатно сега ќе имате што да кажете. Кажете ми, видовме дека пописот повторно се одложи после лидерска средба. После политички договор. Кажете ми прво, еве вака една ваша генерална оценка, дали мислите дека одлуката е исправна или не? Прво, добро вечер за вас, добро вечер за гледачите на вашата ценета телевизија. Посветен сум во моментот на моите професионални обврски како професор и затоа поретко ми има во јавност или воопшто ве нема од парламентарните избори до сега. Но пред да дојам во студио во вашата телевизија, се сетив и го прегледав моето последно гостување токму во вашата телевизија, кога гостувавме визави резултатите од последните парламентарни избори и тогаш реков дека на Македонија престои еден исклучително тежок период препон со предизвици и кои да формира таа влада, кои да се партиципенти во таа влада, ќе мора владеачките партии да покажат една голема широкоградост, една голема конструктивност кон сите останати партии, затоа што тие предизвици со кои не беше тешко да се предвиде Македонија ќе се соочи, се од исклучително важен карактер и не се лесни за решавање. Еве после, не знам, пола година и нешто повеќе, ние сме во една ваква ситуација во која што не сакавме да биде и тоа е еден одраз на една политичка култура која што навистина треба како политички партии и како луѓе кои што во даден период од нашиот живот сме се занимавали или се занимаваме со политика да го имаме. Тоа е превенцијата на проблемите, а не адхок решавањето на самите проблеми. Ке се навратам на вашето прашање што се однесува до пописот, да се договорија и да не се договорија лидерите на политичките партии. Мислам дека пописот најповеќе се одложи поради сериозниот отпор што го имаше од граѓаните на Република Македонија. Некои тоа јавно го изразува, некои не сакаат да бидат толку гласни и јавни, но да се одржи попис во ваква една ситуација во која што се наоѓа Република Македонија визави пандемијата и нерешавањето на проблемите на граѓаните со ова епидемиолошка ситуација, мислам дека немаше смисла. Можеше да се истера пописот на инат и на сила, како што знаеме ние тоа да го правиме во политичка смисла, но тој попис нити ќе имаше кредибилитет, нити резултатите од тој попис некому ќе му идеја од корис. Така да, јас верувам дека пописот што сега е одложен за септември, или ако мене лично ме прашате кога и како е мојот став околу пописот, убеден сум дека Македонија сепак има ресурси, има мок да одржи еден електронски попис, како што го прават голем дел држави од Европската унија па и пошироко, како може една Естонија да одржи еден попис кој што и по големина население и по територија слична како Република Македонија. Зошто да не и Република Македонија во вакви услови, пак ќе повторам, не одржи еден електронски попис. Да се надоврзам и на еден друг момент визави одложувањето на пописот и односот на граѓаните кон пописот, без разлика на нивната било каква етничка или верска припадност, сите го имаат истиот став. Вие во еден момент да ги повикувате на луѓето на попис, па да се заканувате со одредени казни, а во
Истовремено, да воведувате полицички час и ограничување на тие социјални средби меѓу граѓаните, мислам, нема логика во сето тоа. Граѓаните тоа го препознаа и пак ја кажам, некогаш јавно, некогаш помалку јавно го искажуваат својот став, да попишувачи во време кога воведуваат истовремено полициски час примате дома во вашите домови, мислам дека стресот и стравот на граѓаните од вирусот, пандемијата и од она како се Република Македонија здравствениот систем снаоѓа во оваа ситуација, мислам дека беше нонсенс и ова беше еден логичен исход на целата оваа ситуација. Да, ќе навлеземе во однос на пописот Богоевски, овој став на господинот Данев може би е сличен со ставот, со официјалниот став зашто е одложен е поради пандемијата, поради епидемиолошката состојба, иако не е кажано дека е одложен поради тој фамозен бојкот кој се случува поради пописот. Што мислите вие? Прво, здравјето на граѓаните и мора да биде нели пред се. Па не би ги потценил здравствените причини за одлагање на самата операција, ама од друга страна и управо сте. Факт е дека кај голем дел од населението се јави незадоволство од одлуката да се спроведе во овој временски период. Ама имате предвид дека во периодот кога беше закажен по пописот, здравствената состојба не беше толку страшна. Бројките беа сосема различни, реалноста беше сосема различна. Како што се смени реалноста, како што се сменија бројките, така и околностите се сменија и мислам дека овој договор е највеќе резултат на тие околности. А дека ќе имаше проблем со легитимноста на целиот процес, ако се продолжеше со оваа стратегија на бојкот, која што е многу штетна. Прво за македонците, после тоа и за албанците кои што живеат во оваа територија, но на крајот на денот за секој човек кој што живее во Македонија. Факт е дека ако се продолжеше така, ќе имаше проблем со легитимноста на целиот процес. Еве сега, се надевам дека со овој компромис, дека со ово одлагање, тие резерви се ставени на страна и дека ќе можеме со градење на поголема доверба да продолжиме во процесот понатаму, бидејќи на крајот на денот, да, клучно е да го спроведеме ефикасно и ефективно, но тоа што е најважно од се е на крајот од операцијата граѓаните да веруваат во резултатите од тој попис. За да можеме и да имаме релевантни бројки за градење на вкупните политики, дали се економски, дали се национални, дали се меѓународни или како и да се социјални или како и да се, но и самите граѓани да се чувствуваат удобно и да веруваат во резултатите од операцијата, дека тие резултати ја осликуваат реалност. Да, добро, но бојкотот сепак Целмани не беше иницииран само поради епидемиолошката состојба. Тоа го кажа неколку пати од ВМРО ДПМН, дека тие се сомневаат во фингираност на резултатите, истото го кажа и партијата Левица, тие активно повикуваа на бојкот. Дали мислите сега да бидеме целосно објективни и представници на ДУИ кажаа дека нема да ги признаат резултатите доколку бројката на албанци биде под 25%? Значи, дали сите тие политизирање на статистичката операција сепак доведоа до овој прекин, а не само епидемиолошката состојба? Ја имам малку поинакво мислење од тука присутните. Мислам дека таа перцепција која што се создаде во јавноста дека ако се одржи попис ќе биде крај на светот, не е перцепција на граѓаните, туку таа перцепција ја одработија преку една деструктивна кампања, лажни вести, полувистини. А од друга страна медиумите не беа на ниво на одговорноста да одговорат на таа, пошто вие не можете да пренесете лага и да рече ВМРО или рече некој од ВМРО. Медиумите потврдија во овој правец. Од друга страна, овие другите медиуми, зборам за Курир медиумите, тие кои што секојдневно функционираат како пропагандна машинерија на една политичка партија, поддеструктивно однесување од тие медиуми во моето професионално известување не сум видел, искрено да ви кажам. А од друга страна, ние имаме едни други медиуми кои што се сметат за неутрални или провладини, кои што го преспа тој период од еден месец, кога овие создаваа хајка против владата и луѓето од владата. Но многу интересно, владата немаше никаков одговор на тоа. И тоа мене ме тера да мислам дека дека таа перцепција која што ВМРО преку Курир медиумите ги ја создаде, тоа одговараше и на владата секако и на Али Ахмети. Кој е неративот кој што го користија овие Курир медиуми, а не возвратија со професионално известување независните и овие кои што се сметат провладини медиуми.
Првото беше дека има договор меѓу Али Ахмети и Зоран Заев, и другото беше дека пандемијата. Па не можете вие да излезете да гледате како дознаат тие дека има договор меѓу Али Ахмети. Гледа на графче без да изнесат никаков доказ, аргумент. Еден ден ВМРО излезе со став дека ако не се одложи пописот, 2400 луѓе ќе умрат во тој период од одржување на победа. Како дојдоа до тој податок? Ниеден новинар не ги праша, добро бре луѓе, како дојдовте до тој податок? Ниеден. И вие, ако речете, ако постојано вие пренесувате шпекулации, а тоа го представувате како веродостојни информации, нормално дека граѓаните, ако немаат поинаков начин или можност да се информираат за суштината на проблемите, тогаш ќе поверуваат, затоа што таа е вистина. Јас сум убеден дека со овој договор пописот воопшто не е битен. Воопшто одлагањето на пописот во овој случај не е битно дали треба или не треба да се. Што мислите Погледнете дека е го пакото, фасиклата на договорот. Имате изборен законник, имате легализација на повторно на дивоградби. Што значи тоа? Тоа прво значи дека Заев практично Заев направи договор за негова амнестија. Заев си го призна поразот. Заев бара екзит решение во некој нареден период затоа што гледа дека ја изгуби битката со оваа агресивна кампања во ситуација кога нема поддршка ниту во неговата партија. Практично човекот гледа да спасува тоа што може да се спасува. Зошто? Кој мислите дека се концесиите на Па Заев? еве концесиите, видите што предвидува изборниот законник. Практично му ја дава победата на ВМРО на следните избори. Вика изборите да завршат во првиот круг. Тој што има повеќе гласови тука завршува. Па нормално е опозицијата после ова би рекол непримерна хистерија и сење омраза во јавноста да има предност од владата. И дека мене ме чуди зошто Заев се согласува на тоа. И втората концесија е практично концесија кон заробената држава. Луѓе, до кога ние ќе правиме компромиси со заробената држава? Урбаната мафија, Заев и Мицковски, уште еднаш му прават концесија на урбаната мафија. Вие мислите, зарем, дека со одлагање или продолжување на рокот на легализација, мислите дека од тоа ќе добијат обичните граѓани? Не. Урбаната мафија. Ја пред месец дена истражував во таа страна, па и од ова страна на Скопје. Знаете дека вие во Скопје се градат згради по 12 спрата и 15 спрата на диво, без документација, без дозвола. Што значи тоа? Дека овие луѓе носат закон, тие криминалци да ги амнестират. И ние после никој не посети внимание на две многу битни работа, на тајмингот и на формата. Како може, па ако тие беа толку одговорни, зошто 5 до 12 луѓе? Може порано тоа да го прават. Идејата и второ, ги тргна албанците за да ја кренат да поларизират јавноста, да се внесе немир кај јавноста, да се внесе омраза кај јавноста, за да се покријат овие другите работи. Никој тоа не го забележа. Прво, начинот и формата. Зошто уште покредибилно ќе беше и полесно ќе можеа да го протуркат одлагањето на пописот, ако беа таму Али Ахмети и Зијадин Сели. Ништо немаше да губат. Но идејата не е да креират заедништво. Идејата да ја поларизират јавноста, затоа што идејата за договорот не е во интерес на граѓаните. Да. Добро, Богоевски, сакате да реплицирате нешто? Да, со делот работите се согласувам, мислам дека мораме многу да внимаваме, да не ги пребилдаме работите и да не створиме тензија со самото коментирање повеќе. Делот кај што се Не, поголемо Јас се чудам како можевте еден месец јавноста да молчи на пропагандата, црната пропаганда на ВМРО. Значи, сите од СДСМ и владата молча. Изворот да не се впуштаме во таков тип на битки, според мене е правилен, пошто во битка со лажни вести никој не победил. Значи, самиот факт кога вие ќе посветите што повеќе внимание посветувате на лажна вест, вие дигате видливоста на таа лажна вест. И тоа е една од двете основни стратегии. Ако може само да завршам.
Во многу места во светот е така, демократите на време Трамп го третираат така, додека да се собере негативната емоција на доволно високо ниво за да можете ефикасно да се справат со него. Значи стратегијата за третман на лажните вести е различна. Една од стратегиите е да не се впуштате во оние лажни вести на кои што само ви им дале видливост со бавењето со нив. Тоа е првата работа. И со тој дел се согласувам со вас дека кампањата беше вештачки набилдана, но ние без разлика колку мислиме дека кампањата е вештачки набилдана, не можеме да ги подцениме ефектите од таа кампања. Ефектите од таа кампања беа двојни. Прво, кај добар дел од јавноста стварно се створи резерва дека резултатите од договорот се политички однапред договорени, а вториот ефект, што исто така не сме да се подцени, што е многу поважен од првиот, е што кај добар дел од јавноста се створи страв за нивната безбедност од аспект на здравје. И вие не можете да го негирате тоа. До септември се предвидени дополнителни мерки кои што ќе треба да ја гарантираат таа безбедност, пред се од аспект на имунизација на луѓето кои што ќе спроведуваат тоа на терен. Но тоа што е поважно во целиот аспект е што се дава еден период за да се смират стравовите на граѓаните, со што ќе се зголеми довербата во самиот процес, а со тоа и во резултатите од процесот. И од една страна тоа се тие граѓани кои што имале здравствени резервации, но од друга страна е спречувањето на политичките противници утре повторно да ја газат наративата за однапред договорен политички пазар. Бидејќи кога ќе ги седнете на маса, според мене да треба да се седнува на маса, бидејќи демократијата е и мора да биде прашање на компромис. Доколку немаме компромис помеѓу различните политички страни, ние немаме ни диалог, а немање диалог води кон се поголема поларизација и екстремизација на самите политичари, ама и на самото население. Таквите околности водат до многу лоши ситуации. Видете во Соединетите Американски што се случи, видете во други држави во Европа што се случува кога нема диалог и така натаму. Тоа е едната причина за невлегување во справување со лажните вести. А втората причина за помалата активност е бидејќи се следеа бројките на терен. Значи, колку и вие да сте донеле цврста одлука за спроведување на попис, ако бројките на терен од ден за ден ви растат со темпо со колкава што ни расте, па ќе си ја чупнете малку главата и ќе решите да чекате луѓе, дајте да размислите. Да, добро. Данев? Добро, јас мислам дека има сериозна доза на субјективизам кај двајцата мои почитувани соговорници, но ако прсто го вперите 4 години постојано во ВМРО ДПМН како опозициона партија, мислам дека имате, при тоа практицирате власт, мислам дека имате сериозна несериозност во своите ставови и сериозен субјективизам. Зошто го велам тоа? Сега ќе испадне на крајот од денот дека за корона кризава, за не добивањето или неснабдувањето на Република Македонија со вакцини, за вака експоненцијалниот раст на заболени и зголемена смртност, виновно е ВМРО ДПМН. Не сакам да бидам адвокат на никој, јас сум член, активист, симпатизер и се, функционер, бив на ВМРО ДПМН и не сакам да бидам адвокат. Сега се во прашање на било која политичка партија, па и на мојата. Значи, сега сме во една сериозна здравствена криза. Состојбата на терен не е ни малце за вакви или било какви политикански разговори и носење заклучоци врз база на емоции. Со оваа криза, Германија, Франција, сериозни, богати, спремни држави во Европската Унија, Соединетите Американски држави, се справуваат на начин како што се справуваат. Имаат сериозни предизвици. Една Германија е 3-4 месеци затворена. Франција е 3-4 месеци затворени, така натаму. И сега ние ќе зборуваме или ќе го насочуваме прстот кон ВМРО ДПМН. Мислам дека тоа е крајно несериозно. Наместо ова, ние навистина треба да имаме еден фронт на борба со идеи, со аргументи, да имаме аргументирани дебати и да носиме сериозни решенија. На граѓаните веќе им е преку глава, навистина ми е преку глава, кој е виновен и како е виновен и кај нешто почнало. Кога почнало и како почнало. Може ли конкретно за обвинувањето дека граѓаните бараат решенија на проблемите. Значи граѓаните бараат решенија на проблемите. За жал нема понудено решенија освен омраза и хајка против луѓето. Ја не велам дека луѓето од власта се сноаѓаат добро. И јас се согласувам со вас дека овие покажуваат дека не знаат да владат. Меѓутоа вие не морате. Дозата на критика не може никој да морате. Не, тоа не е доза на критика, тоа е омраза. Тоа е ликување. Јас осудувам секој говор на омраза. Ако мене лично ме прашувате, но не верувам дека од другата страна нема доза на нема говор на омраза кога последните Facebook статуси на одредени протагонисти на власта, мислам дека
може би не бев доволно можеме, јасен. извинете, господине. Ја не велам ние можеме дека да дискутираме века за се и се што. Проблемите бараат решенија, граѓаните бараат да, и решенија. ВМРО Ние никогаш се не понуѓа навраќаме. решение освен омраза. ВМРО во моментот не е власт. 4 години ВМРО Да, не прави. треба да биде конструктивна опозиција. Треба да И биде. тоа Палмер ви го кажа. Да, треба да точно. Дека треба само да биде една, конструктивна, но и власта. може би погрешно Добро. или нејасно се изразив. Ја не обвинив само ВМРО, ако бев многу јасен. Дека ова е дил меѓу ВМРО, СДС и Али Ахмети. Видете ги политичките фигури кои ги водат овие партии. Заев е готов, ја тврдам дека Заев е готов. Мене ми е криво што една таква политичка фигура ќе замине неславно, како што замина Љупче Ѓоргиевски и Владо Бучковски, исклучителни политичари. На страна црните петни што им се влечат, на страна единствени македонски политичари кои што сакаат да направат реформи и беа решени на деструктивен начин. Сите тројца. И ово е наред да се среди. Спакуван, Заев е спакуван. Прашање на време. И практично овие луѓе барат спас. Мицковски со оваа стратегија никад нема да стане премиер на Македонија. Никогаш. Ви тврдам, ќе збориме за 6 месеци, за една година. Со ваква деструктивна... Кажете ми, кога ВМРО се вратила на власт со ваква омраза? Напротив. 98 година со промени беше, ке промениме системот, економијата, истото беше во 2006 година, подобар живот. Сега ВМРО е, знаете што е ВМРО? ВМРО е заробеник на заробената држава. На Груевски, на Мијалков и на 5-6 други луѓе. Практично овој договор е за амнестија. Повторна амнестија на луѓето кои што под притисок на меѓународната заедница завршија во затвор. Јас сум убеден дека во овој пакет за кој што е покриен со како се вика, Предпоставам мислите на Мијалков и Орце Камчев. Нормално и другите. Во пакет ќе оди и блокирање на разговорите со Софија. Јас ви тврдам дека разговорите после извесен период ќе бидат блокирани и Македонија ќе заборави на почеток на преговори. Знаете зашто? Затоа што ВМРО и СДС не сакат да има преговори. Затоа што знаат дека ако почнат преговори ќе мора земјата да се реформира. Ако се реформира, некои фигури во ВМРО и во СДСМ ќе треба да си заминат од политичката сцена. И третиот елемент кој што е многу важен, јас ви тврдам дека овие луѓе прават геостратешко престројување. Во овој момент, вие да му одите на испомош на Александар Вучич, тоа е кратковидост. Во овие време кога ние имаме проблеми да обезбедиме вакцини, вие примате министер за одбрана на Кина, луѓе. Ја не викам дека ние не треба да купиме вакцини ако мора да купиме од Кина. Ама видете нивото, нека дојде министер за здравство. Значи, мене тие моменти ме загрижуваат. Овие луѓе, јас се плашам, ја ова го зборам не за мене, ја го зборам за обичниот македонски граѓанин, да биде свесен за овие опасности. Затоа што за мене би било поедноставно да не зборам и да не предизвикам никаква реакција. Меѓутоа, чувствувам одговорност како граѓанин на оваа земја. Ова да им го кажам дека не е прашањето само околу пописот. Пописот само е добра обланда да се скријат сите други тајни договори што ги имаат ВМРО, СДСМ и други. Да, Бугарски. Морам да признам дека имам голем проблем со паушалноста со која се расфрлате со обвинувањата. Се ја варат, и да имате скепса, и да имате, ако може да се слушам, се ја варат, и да имате скепса, и да имате резерва, и така натаму, но некаде мора да има граница. Најмалку од се ова ќе ја коментирам наративата. Вие сте кои што определува каде е граница. Јавноста ќе цени каде е граница. Сега ќе стигнем. Најмалку од се ова што го кажете заслужува коментар, става Заев е готов, само ќе кажам дека еве години како идам на емисии, секој втор соговорник го кажува истото, како проаѓа времето, рейтингот на човекот се уште е стабилен, се уште е силен и се уште е политичан, со највисок рейтинг и избори по избори, самите резултати го покажуваат тоа. Така да тоа си е друга работа. Само кратко, пред да продолжам с другите работи, што ги кажа за една работа што колегата Данев ја кажа дека вперуваме прст кон ВМРО за пандемијата, за вакцинацијата и така натаму, не. Значи, криво ми ако ме разбравте така, кога зборував него вперив прстот кон ВМРО за пандемијата и недостатокот на вакцини, го вперив за ширењето лажни вести. И тоа не сум јас единствен кој што го вперува прстот кон вашата партија, истото го прави Европската комисија во своите извештаи, истото го прави Стейт департмент во своите извештаи, Репортери без граници и многу други релевантни меѓународни организации. Сега, да се вратам назад.
зборувате дека многу други работи се договорени без други аргументи и такви. Ја сваќам резервата, ја сваќам скепсата дека правдата во нашата држава никогаш нема да дојде или дека доаѓа премногу споро. Ама од друга страна морате и вие да признаете дека резултатите кои што се случуваат барем во последниот период се повеќе во позитивно отколку во негативно насока кога станува збор за случаи на прогон на висока корупција. Ние можеме да шпекулираме дека има договор помеѓу Зоран Заев, Сашо Мјалков и Јорце Камчев, ама фактот е додека ние шпекулираме дали има или нема договор, Сашо Мјалков и Јорце Камчев се зад решетки во момент. Прашање дали ќе остане. Чекајте, ќе видиме. Ако не останат, ќе дојдеме, ќе зборуваме и тогаш повторно ќе ги отвориме овие резерви. Сега за сега реалноста е дека се зад решетки. За прв пат во историјата на нашата држава ние имаме толку високи носители на политичка моќ или високи припадници на бизнис заедницата, кои што во моментов се Ако не влезе Мијалков у затвор, ќе паднеше владата. Тоа се повторно паушални шпекулации. Јас можам да ви кажам дека од наша страна тоа е резултат на исхрана волја тие луѓе, односно тие постапки предмети да имаат својата правна разрешница. Блокирање на разговори со Софија дека тоа е една од договорените работи. Мислам, ако нешто покаже ова влада до сега во овие 4 години, 5 години и колку и да се, дека диалогот со седите, поготово на проблематичните прашања, никогаш не било целта да се блокира. Напротив, дури и по собствена штета, диалогот се вода. Сега, едно е блокирање на диалог, сосема друга е црвена линија на диалог, односно работи за кои што не се преговара. Проблемот со Бугарија е од втората природа. Не е дека нема волја од наша страна за преговарање, туку едноставно работите се стигнати до таму да самото преговарање на одредени теми представува наш, не би рекол пораз, ама би рекол сериозни отстапки. Испомош на Вучич. Ова е исто така една од по-неблагодарните работи, кои што за жал исто така имам слушнато во јавноста. Многу пати, јас лично го имам критикувано начинот на владење на Вучич, што мислам за таквиот тип на политичари, мислам дека јавно се знае и така натам. Ама во ситуација каде што без разлика на причините, што е како е, реалноста е дека граѓаните од нашата држава немаат пристап до вакцини. И во ситуација кога поради кои било причини Александар Вучич се наоѓа во ситуација да ги отвори вратите не само за нас, туку и за другите држави за светот, без разлика што мислиме лично за него како за политичар, официјалниот став треба да биде благодар. Бидејќи има време кога ќе коментираме зошто тоа го прави, дали се снашло, дали го снашле, кој му помогнале, која била целта на помагање, дали таа цел е геополитичка, геостратешка или е друг тип на цел, допрва ќе ги разговараме тие работи. Сега имаме здравствена пандемија. Сега нема време за обвинување, вие сте испомош на Вучич, вие играте за Кина, вие играте за Русија. Сега е време за наоѓање за пристап до вакцини и кажување благодар. Не министар за одбрана на Кина, Александар Путин да дојде, треба да се сретнат со него. Владимир Путин, ако дојде, треба да се сретнат со него, само ако тоа ги олесни работите за пристап до вакцини. Ќе дојдеме до моментот за граѓаните кои се вакцинирале во Србија. Да. Значи лажните вести се најголемиот проблем во државата во насока на решавање на оваа здравствена криза. Значи лажните вести се тие кои што продуцираат денеска само над 1500 ново заразени, 33 починати. И секојдневно таа бројка расте. Јас мислам дека лажните вести не продуцираат ниту ново заразени, ниту поголема смртност. Тие се главните проблеми. Значи ние како да се справиме со пандемијата како држава. И затоа мораме и во овие моменти, тешки моменти како што во многу пати Република Македонија била пред такви исправени предизвици. Мора таа кохезија да ја јакнеме, да имаме едно инклузивно општество кое ќе даде резултати. Ние мораме најдобрите кадри во државата да ги впрегнеме и да дојдеме до конечни решенија. СДС веќе мислам дека им е јасно дека сами не може да излезат на крај со пандемијата. Можеби дел од овој договор и подадена рака да се што е во функција искуствено, кредибилно во државата како кадар се стави во функција на државните институции и дојдеме конечно до некој решение. Јас разговарам со голем број на граѓани, значи со голем број на граѓани, кои што едноставно главниот нивниот заклучок е следен. Ние не гледаме светла точка на крајот од тунелот. И тоа е сериозно загрижувачки. Ако ние тоа не го сватиме и ако сега се уште се делиме на етнички, верски или не знам какви веќе разлики, верувајте дека тешко дека ќе се справиме со ова пандемија. Уште еднаш ќе потенцира. Многу несериозно е прстот за овие ситуации во кои што се наоѓа Република Македонија да се впери во ВМРО ДПМН. Вчерашната, само морам ова да го кажам. Вчерашната расправа, Караница би ја рекол, меѓу председателот на државата и министерот за здравство Венко Филипчев не ја продуцираше ВМРО ДПМН,
Тоа беше наочиглед на целокупната македонска јавност. И граѓаните апсолутно немаат никаква корист, можеби тоа е некој Ние спин. збориме за Граѓаните немаат кампања од 4 Ако ми години. дозволите, само не ве прекинував. Значи, граѓаните немаат апсолутно никаква корист од нивните меѓусебни припукувања, затоа што тоа не го решава нивниот проблем. Можеби и ние да посочиме дека тоа е некој владин спин. Венко Филипче го поддржа, господинот Венко Филипче го поддржа Стево Пендаровски председател за председателски кандидат, господинот Стево Пендаровски го поддржа Венко Филипче за министер. Тоа си нивна работа, но тоа од нивната несоработка трпат граѓаните, немаме вакцини, се зголемува бројот, пак ќе кажам, и на ново заболени, Премиерот заяви и на тоа е доказ и за на починати. демократија. Тоа е Добре. израз за демократија. Но тоа е доказ за демократија од една страна, можеби е точно, да прифатам дека е точно. Но граѓаните сега во овој момент не бараат доказ за демократија, туку бараат решенија на нивните проблеми. Салман, Тоа е Само да проблем. сакам да се изјаснам точно за тоа што Ако они се луѓето надпреваруваат во можат- демократичност и да докажуваат демократија, тоа си ниве личен партиски проблем. Затоа што можат луѓето партиски. можат погрешно да ме сватат. Сакам да појаснам. Кога зборам за ВМРО и за СДСМ, не мислам на членството на ВМРО и на СДСМ. Мислам на луѓето на заробената држава кои се на врвот на ВМРО и на СДСМ. Ке ве потсетам пошто видите, ако вас ви се повторуваат истите работи, тоа не е случајност. 2004 година ВМРО ја крена истеријата Никола Груевски за референдумот за територијалната поделба, седна Бранко Црненковски со Никола Груевски и во 2006 година се случи промена на власта. Јас сум сведок, сум разговарал со луѓе од двете страни дека тој договор е паднат. ВМРО да помогне изборот на Црвенковски да помине, после 2 години да го спакуваат Бучковски. Во 2018 година за референдумот. Исто така, пак луѓето од заробената држава од двете партии. Па како СДСМ вели референдумот беше неуспешен. Како беше успешен референдумот? Значи, истите луѓе 30 години нас не зафркаваат. Во име на ВМРО, на СДСМ, во име на македонци и на некои други луѓе, додека ние не се растеретиме од таа криминална структура, ова држава не само што нема да напредува, ова држава ќе оди кон пропаст. Добро, кога сме кај криминалот и кредибилноста на меѓународни институции, виздави почитаниот Богоевски што упати една критика кон ВМРО допълни ширењето на лажни вестни, релевантни меѓународни институции ја рангира Република Македонија по корупција, мислам дека во земјите со најголема корупција. Дури и мислам денес или вчера господинот Палмер искажа една круцијална вистина дека корупцијата е еден битен факт за неинвестирањето на одредени фирми или стопанственици од Соединетите Американски држави и другиот западен свет во Република Македонија. И еднаш ќе потсетам. 4 години Ама селективно го цитирате Палмер. Четири- Палмер да, каже четири- нешто друго. да, Ако четири- може само само крај. момент, 4 години СДСМ е на власт. И јас мислам дека за 4 години е еден мандат, цел мандат, е доволен период за да се направи, да се креира еден амбиент во кој што амбиент инвеститорите ќе дојдат, ќе инвестираат и ќе знаат на што се. Добро, мене би Ако ме може само да интересирало додам. дали ние може нешто во држава да решиме без да се јави Палмер. Тоа ми е отприлика прашањето. Па Богоевски. крајно време е да почнеме да се обидуваме да решаваме, ама за жал мислам После дека 4 години. да, ама Требаше мислам загреве. дека не е дека немало обиди претходно, ставно немало можност за никаков диалог, што од проста причина е нема да бидам пристрасен и ќе речам и двете страни многу лесно се факеле за оружје условно кажано кога станувало збор за диалог, од кој што се разбира моје мислење дека едната страна многу полесно го правела тоа. Само би сакал за корупцијата кога што беше спомнато и за тоа дека 4 години. Значи имајќи предвид каде ни беше државата до 2017 година, јас навистина мислам дека за овие 4 години е направено многу. И тоа никој не може да го негира. Убаво вие го цитирате Палмер дека состојбата со корупцијата е една од причините за резервираноста кај странските инвеститори во случајов американските, но тоа што не го спомнувате е дека човекот за корупцијата све што кажа, најлошото што каже дека може да се прави повеќе, а истовремено извештајот на State Department, институцијата од која што доаѓа Палмер, вели дека е забележан напредок на поле на борба со висока корупција, на реформи на правосудство, на организација на владини институции за справување со корупција и така натаму. Ова е тоа што го зборуваме кога зборуваме за лажни вести, колега.
Значи, од сите тие аргументи и факти, единствена работа која што ја предочувате е само таа работа која што ви одговара со наративата. Не е лажна А не е вест, ништо, па, а не е тоа е ништо. изјавата на Павлов. Вие го цитиравте не е вториот ова, дел од не изјавата. е ова И класична сега лажна вест. цитирате тоа што Не е ова класична лажна вест, да не влеземе во расправа за вашиот дефиницијата. фокус јас го цитирам тоа што е мојот Меѓутоа, проблемот со манипулирање, чиста логика дека проблемот со манипулирање на јавноста лежи во тоа. лажните вести. Проблемот со манипулирање на јавноста лежи во тоа. Што всушност ме води кон вашата прва поента, дека перцепцијата за корупцијата е порасната. Перцепцијата за корупцијата е порасната поради ваков начин на комуникација. Значи, имајте прво предвид дека една е перцепција за корупција, втора е реална бројка за корупција, но поради специфичност на корупцијата како појава, самиот факт дека ако е успешна останува скриена и невидлива за системот, поради тоа ние дури стручната заедница нема померодавно мерило од самата перцепција за корупцијата. Тоа не нужно секогаш е одраз на реалната состојба, а таа перцепција во голема мера е под влијание на кампањите од ваков тип со селективно пренесување на информациите. Во однос на расправата помеѓу председателот и министерот за здравство, ги прочитав изјавите. Значи, јас целосно мислам дека ова е израз на поголема демократија, а не нешто што патат граѓаните, бидејќи нема вакцини. Не, а објаснете како расправата влијае врз тоа да нема вакцини. Не влијае. Луѓето што се задолжени да набават вакцини, не набавиле. Ама како различните мислења што се искажени во Facebook, визави прашањето дали е срам или не македонци да се вакцинираат во Србија? Тоа е проблем на владеачката партија. Ама ова е тоа хиперболизирање. Ова е тоа хиперболизирање со цел на стварање лажна представа во јавност. Јас кажав факт дека тие имаа расправија во текот на вчерашниот ден. И дека поради тоа трпеле граѓаните. Како трпат граѓаните поради тоа? Се откажа набавка. Граѓаните немаат вакцини граѓаните. Господинот Данев го спомна селективно само една поента од изјавата или интервјуто на господинот Палмер. Господинот Палмер претходно имаше една друга изјава каде што ја повика ВМРО да помогне да пописот се одржи и резултатите да бидат кредибилни. Овие треба да помогнат, така ги повика Палмер. И плюс ги повика да бидат конструктивни со владата во преговорите со Бугарија. Ниту едната, нити другата другото очекување не се исполни. Мене не ме чуди ВМРО, мене ме чуди СДСМ, зашто имаше потреба да влезе во таков флукс. Да. Затоа што практично СДСМ или тој здрав, ако можам така да го наречам, тоа здраво ткиво во СДСМ ќе биде жртвувано во овој момент. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото. Останете со нас.